Композиторот и аранжер Владимир Дојчиновски е новиот уметнички директор на фестивалот за забавни мелодии Макфест. На денешната пресконференција Дојчиновски најави дека годинава не очекува квалитетен фестивал. На сцената на Макфест ќе се вратат старите автори, но ќе заблескаат и нови изведувачи. Конкурсот за 33-тото издание е веќе завршен. Годинава ќе има промени и во гласањето, но засега организаторите не откриваат никакви детали. Детали не се откриваат ни околу музичките имиња, кои ќе настапат во шоу програмата во третата фестивалска вечер. Имаме, разговараме, немаме одлучено затоа што има, да кажам, продукции кои што се нудат, а има и ние некои што ги каниме, па ќе видиме за кои ќе се одлучиме. Кои се имињата што вие ги каните? Не би сакал да шпекулирам стварно. Ќе ви кажам дека ќе бидат звучни и ќе бидат од Македонија сигурно. Фестивалот ќе го задржи својот меѓународен карактер, но гостите ќе пеат на македонски јазик. И ова година останува интернационален, меѓутоа минатата година имавме уметници и пред минатата, уметници кои што настапуваа на своите јазици, независно, дали на англиски, дали на бугарски или така натаму. Ова година строго се пее на македонски јазик, со тоа што имаме најава и учество на конкурсот на авторски тимови од страна. Од Италија, дури и интерпретатори од Италија, меѓутоа ќе пеат, евентуално, доколку се одлучиме за тоа, ќе пеат на македонски. Имаме најава и од Бугарија, но ќе пеат на македонски. И годинава финансискиот дел околу наградите ќе ги покрие општина Штип. За првата награда се предвидени 5000 евра, за втората 3000, за третата 1000 и по 500 евра за 4 стручни награди.